Здраво и добро уште едно видео, каде што ова видео ќе разгледаме репликацијата на ДНА. И како што реков, ова ќе биде прилично брзо видео, многу работи ќе скокнам, нема да објаснам, но затоа има видео во плейлистата на молекуларна биологија која имаме сат и пол, каде што се занимава со репликација на ДНА, каде што е убаво објаснето чекор по чекор сите детални работи. Сега, пред да започнеме, знаеме дека ДНА кај еукариотите, сега, иако е изградено од два ланци, често ќе ја бележам како една линија, некогаш ќе биде полесно, барем сега во моментов. Значи имаме ДНА и сега таа е линеарна, така, додека кај прокариотите, значи прокариотите се мисли на бактериите, археабактериите, е циркуларна. Така, значи циркуларна е, нема крај, него е како круг. Сега кај прокариотите, кога се реплицира, значи ај вака кога направиме као две вериги, всушност се отвара едната верига, да речеме тука вака, и почнува, сега со виолетова боја ќе бележам, новата ДНА се синтетизира тука и тука. И како што пополека си врти, на крај ќе се добијат како две кругчиња. Така, кој ќе заврши ќе се добијат како два круга, и тоа ќе бидат две ДНА молекули кои понатаму ќе се декатенизираат, овдека ова ќе се скрати, че ова ќе се скрати и ова ќе се скрати, и ќе може да искочат еден од друг, така, при што ќе се добие всушност две ДНА молекули. И сега запамтете дека ова всушност е изградено од две вериги, значи не се едноверижни, него се две вериги, само не ги бележам. Тоа е кај прокариотите. Сега кај еукариотите, кај нас, ДНА е едноверижна, мислам линеарна, не едноверижна, двоверижна е, ама е линеарна и на краевите ограничено со така наречени теломери. Кај што теломерите не се ништо друго, мислам ги спомнавме кога зборавме за структурна организација на хромозоми, но како што едноставно си иде ДНА, така си иде ДНА, и ова е, нели, тука има, ајде, ќе направиме две вериги, така си иде ДНА. Теломерите не се ништо друго, него се исто ДНА. Значи, како што си продолжува, и сега да речеме дека ова е теломерот, и ова натаму иде уште многу долго, ама ова е теломерот кој што има одредена секвенца, која ја разгледав, кога зборевме таму некаде за хромозоми. Сега, зашто се важни теломерите, бидејќи секој пат кога ќе се реплицира ДНА, помалку ќе се скратува од теломерите. Така, односно не е важно, не мора да значи дека од теломерите се скратува, него се скратува од краевите на ДНА. А бидејќи теломерите се наоѓаат на краевите, така да викаме дека се скратува од теломерите. Значи, што и да е таму, тоа ќе се скрати. Сега поентата е се скратува при секоја делба, така, помалце. И кога ќе стигне до овдека, некаде да речеме, до деловите кои се важни, бидејќи и теломерите се ДНА, значи тоа запамтете, и теломерите се ДНА, ама изградени се од таква секвенца, значи А, С, С, која е небитна. Таа седи таму едноставно за да има што да се крати. Значи таа стои таму за да има што да се крати. Сега има и други функции, едноставно за да немаат ДНА молекулите sticky ends, кои нема сега да ги спомнеме, ќе ги спомнеме кога ќе збориме за хромозомски мутации, ама ДНА молекулите ако се вака и останат имаат sticky ends и може да се залепат со друга ДНА, и затоа исто така се потребни теломерите. Но исто е важно за секој пат кога ќе се крати клетка да има што да се крати, да не се крати важен материјал. Така зашто овој портокалови сино што го имам бележано, тоа е важен материјал. Тука имаме гени кои кодираат за различни протеини, и тие се важни. И затоа тука се теломерите за да се крати. Сега, кај претходно тоа кај што видовме, кај ДНА, кај прокариотите имавме само едно меурче, еден репликон, од каде што во двете насоки се движеше репликацијата на ДНА. Имаме еден репликон, бидејќи е многу помала ДНА и така, само на тој начин може да се направи. Сега кај еукариотите, бидејќи имаме линеарна, всушност имаме повеќе репликони. Да речеме ова е ДНА-та, така, дека се бележано со две плави линии. И имаме origin points. Origin points се места каде што започнува репликацијата на ДНА. И како што можете да видите, ова се последователни чекори. И си иде се синтезира натаму и на крај ќе се приспојат различни репликони и ќе се добијат две ново синтезирани вериги. Така, ова е ДНА. Првата молекула на ДНА што се добила и ова е втората молекула на ДНА што се добила. Ова е како би изгледало, дали нормално шематизирано. Но важното е запамтете дека бидејќи е линеарна, мислам и е многу поголема кај еукариотите, имаме многу повеќе вакви репликациони места. Значи почнува например од тука од 2, од 3 места
и на крај тие ќе се сретнат некаде и ќе се приспојат на некоја си локација, додека кај прокариотите започна само на едно место и се врти цел круг. Сега, како што можете да забележите, ДНА се отвара. Значи, овие две низи се отварат една од друга кога се расцепуваат. За тоа да се случи, ќе го разгледам овој пример, значи нема многу да елаборираме, едноставно доаѓаат иницирачки ДНА протеини и ова е кај прокариоти, значи не е кај нас. Се отвара мала јамка, доаѓаат single strand binding proteins, едноставно за таа јамка да остане отворена, бидејќи тие овдека се врзуваат, бидејќи таа јамка сака сама по себе да се затвори многу брзо, значи сака да се затвори и за да остане отворена со цел да дојдат ензимиве кои се наречени хеликази, така имаме хеликаза. За да дојде хеликазата, потребни се овие single strand binding proteins да држат отворена некое си време. Сега, кај нас, кај еукариотите нема вакви single strand binding proteins, него има replication protein A, RPA се бележи, а за да започне да се отвори воопшто веригата, не се користат овие ДНА протеини, него кај нас, кај еукариотите, значи не се користи ДНА, него се користат, има протеини кои се CDC6 и CDT, како беше, 1? Да, мислам дека беше 1. CDT1, кои се потребни за да се иницира, да се отворат веригите. И ова се молекуларни механизми кои се познати, истражени со био, со физика, со хемија. Значи ние само го разгледуваме како сумарно. И овие спаѓаат во така наречени origin origin recognition complex протеини, односно протеини кои се потребни за да се препознае местото каде што ќе започне репликацијата на ДНА. Добро, и сега се одвоила ДНА, така? Дошле овие хеликази кои ја цепкаат натаму во двата правца, се отвара уште повеќе, така кои ја раскинуваат како две ножици кои идат и ја цепат ДНА. Сега на нареднава слика гледам и некои други работи кои ќе ги првично ќе објаснува ДНА топоизомераза, односно жираза. Значи како што двете вериги, имаме првата верига, имаме втората верига, сега се расцепени од страна на овој ензим, ќе обележиме дека со зелена боја. И сега он си расцепува натаму, така како што дека си ги има водородните врски, он си ги кине и си тера и ги расцепува ДНА по полека. Сега, со цел, и ова е математички модели и се знае хемиски, физички, ДНА, ако постојано ова се случува, сушност ќе се испреврти на некој начин. Значи, ова ако го сумираме, овдека и да речеме дека овдека е репликационото меурче, значи ова е истото овдека, краевите овдека ова ќе се испреврти. Значи, ќе почне да се извртуваат поради тоа што на ова место, каде што се одвива сечењето, и се отплеткала ДНА. Така, мислам, не е спирала. Така, не е спирала, него е ко линеар, ко скала изгледа. И поради тоа, овие овдека краеви, каде што уште нема, кои што уште не се отцепени, ќе почне да се вртат, ќе се спирализира, супер спирализација тоа се нарекува. И тоа е, има таму многу математика, какви јазли ќе се направат ваму таму. И за тоа да не се случи, како што наваму си иде ДНА, пред да стигне хеликазата до нив, има друг протеин, кој е таа ДНА топоизомераза, каде што всушност цепнува една од веригите, така? Ја цепнува и тука има ко пресек. Или може да цепне една верига, или може двете вериги да ги цепне. Сега, кога ќе стигне ДНА хеликазава, или ова беше хеликаза, хеликаза, значи овие се ензими, протеини, кога ќе стигне од таму, всушност има една лигаза, која повторно овие ќе ги приспои, со цел да има, за може да се развијат, иначе ќе се направи многу голем. Но важното беше, дека постои овој ДНА топоизомераза со портокалова боја, која цепнува ДНА со цел да не се испреврти додека се отвара. Добро, тоа го објаснивме. Сега, да спомнеме уште некои работи, како што си се двете вериги, така имаме едната верига и имаме другата верига, и рековме дека имаат насоченост, ова е 3, ова е 5, ова е 3, ова е 5 прим. Така, и секоја штава е така прим на крајвите. Сега новата верига која би требала да се добие, дали овдека ќе се добие една верига и тука ќе се добие друга верига.
Новата верига, овдека всушност ова ќе биде 3 прим, ова ќе биде 5 прим, а оваа долната ова ќе биде 3 прим, ова ќе биде 5 прим. Така, сега, протеините, односно ензимите кои ќе ги разгледаме, кои се наречени ДНА полимерази, секогаш ја прават веригата, новата верига, значи оваа со портокаловата боја, ја прават во насока 5 прим кон 3 прим. Сега ќе се рече, добро, што е тоа важно? Например, тука ќе застане една полимераза, така, тука ќе застане друга полимераза, и едноставно ќе си ги прави од 5 прим кон 3 прим, така, и двете вериги ќе се добијат. Но не е така едноставно, бидејќи всушност, кога ќе се раздвојат, двете вериги не се синтезираат на овој начин, него и на двата крајави имаме едни протеини, кои ќе ги разгледаме сега на кратко, полимерази, значи вака, каде се исто насочени. И ќе видиме како тоа изгледа, само следете ме, каде што оваа верига овдека ќе се синтезира 5 прим кон 3 прим и оваа верига ќе се синтезира 5 прим кон 3 прим. Ама до овдека, така, до пола. Додека оваа треба да иде секогаш спротивно. Нели оваа вака идеше, треба да почне од тука, значи треба вака да се стави една структура која се нарекува праймер и после на неизе да се направи всушност новата секвенца и сега таа ќе мрдне малце натаму, така ќе речеме дека мрднала малце натаму и сега таа претходно што ја направивме сега овдека се наоѓа. И сега повторно, зашто не може постојано така синтезира, чим ќе искочи од овдека, ќе треба да се стави нова секвенца, нов праймер, ќе го видиме, и повторно вака ја направи. И овие се нарекуваат оказаки фрагменти. Значи овие, да земам потенка четка, се нарекуваат оказаки фрагменти. По научникот Оказаки кој ги откри. И таа е заостанувачка верига. Значи оваа овдека верига е заостанувачка, исто оваа овдека доле ќе биде заостанувачка. Додека оваа другата ќе биде водечка верига. Беги таа не застанува, таа цело време се одвива процесот на репликација кај нејзе. Добро, сега го разгледаме овој протеин полимераза и зошто тоа така се случува. Сега кај еукариотите, овој дека виолетовиот што го бележев. Кај прокариотите се бележат со 1, 2, 3 таму римски, значи 1, 2, 3 и така натаму. Додека кај еукариотите, значи кај нас се бележат со алфа, бета, епсилон, т.т. Значи у ова видео нема толку да се здржиме тие, ако сакате повеќе идете кај молекуларна биологија. И плюс таму не брзам толку. Сега се вратиме овдека на сликава, каде што можеме да видиме како ќе си започне. Сега овдека. Можете да видите, значи првично, сега овдека не е забележан тој ензим. Тука има уште една полимераза, така на овие краеви, која започнала од тука. Така имала и она сега како што се движи, цело време си додава нови нуклеотиди, памтите што беа нуклеотиди, во правец 5 прим кон 3 прим. Ама на истото место, кој да ту спротивна насока има оваа лоша боја со зелена, има исто други полимерази кои исто и овие треба да идат натаму, така и овие треба вака да одат во тие правци. Но тие бидејќи треба да синтетизираат обратно, односно тие пак мора да синтетизираат 5 прим кон 3 прим, а бидејќи не можат, се прават овакви оказаки фрагменти, какви што ги разгледавме, како што ги спомнав. И овдека ќе се додае оказак, ќе се додае праймер, така. Се додава праймер и се прави нова верига. Па се додава праймер, се прави нова верига. И овдека сега подолу, како што си се движи ова, нели натаму си разцепува и си додава. Ќе стави нов праймер, ќе се направи нова верига. И натаму, ќе стави нов праймер, ќе се направи нова верига. И како што си тера, ќе стави нов праймер, ќе се направи нова верига. И понатаму ќе видиме подалеку процесот, овие праймери ќе се тргнат, значи ќе се отстранат и ќе дојдат други ензими кои ќе ги приспојат овие сите фрагменти и повторно ќе се добие една цела верига. На тоа добро, нешто сега следно што ќе разгледаме е еден вид само целата машинерија, реплизомот кој се нарекува. И овдека можеме да видиме, значи ги имаме двете вериги, вака ќе ги направиме, имаме едната верига, другата верига, се разцепуваат. Имаме хеликазата, овдека ќе баш со истите бои ќе пробам со зелена боја, која разцепува и си оди натаму. И сега се добиваат две вакви вериги, така кои идат. Овие со портокалова боја се полимеразите.
сега поентата поставени се во иста насока. Така, поставена оваа вака и свртена е натаму, пример, и оваа е исто така поставена и е свртена натаму. Сега, ако овој крај овдека 5 прим, овој всушност е 3 прим, ама вака ќе обележиме дека поминува низ нејзе. Така, се протнува низ протеинот. И сега овој протеин, овој левиов, ќе може да се синтетизира правилно, веќе овој дека е 3 прим крајот, он ќе може да се синтетизира во насока, негова насока што ќе биде 5 прим кон 3 прим за новата верига, така. Сега ако исто така би се протнел низ овој, каде што овдека имаме обратно 3 прим 5 прим, сега не може да синтетизира, веќе он сака да синтетизира 5 кон 3, ама не може така, бидејќи биде исто како веригата. Затоа да може, едноставно оваа верига ко врти цела јамка и влегува од позади. Така што овој полимераза сега ензим му доаѓа како да е обратно, иако не е, бидејќи овие полимеразите заедно се врзани. Добро, друго што гледаме на сликава, гледаме лизгачки стеги, кои не знам дали да ги објаснувам воопшто. Лизгачките стеги се тука едноставно за да го држат целиот комплекс, сите делови кај што треба да бидат. Значи ова да не се судри со него и да не дојат веригите многу близу на нив. Значи лизгачките стеги едноставно ги држат на растојание и ги држат таму кај што треба да бидат сите делови. Овдека имаме примаза, значи примаза како ќе бележам тука со светло-зелена боја, која што додава праймери за останувачката верига. Така додава праймери. Праймерите не се ништо друго него се кратки RNA секвенции. Значи имаш праймер каде што ова е ербетот на, че ова вака со темно сина боја е ербетот на RNA кој изгледа нели од шекери, од фосфори, а шекерот рибоза, значи не е деоксирибоза, него е обична рибоза. И овдека имаш азотни бази, така имаш аденин, урацил, гуанин, цитозин. И тој се прикачува на одреден специфичен дел од ДНА, така се прикачува комплементарно, и потоа може да се врши елонгација на него од страна на полимеразата. Сега, дека си каде како тука направила, па претходно било таму. Така претходно тука стоела полимеразата. И така и си го направила тој сегмент. Друго не знам што имаме лигаза. Сега да обраснам деја на лигазата. Всушност, вака, нели како што имавме, добро, ајде имаме една, вака имаме друго. И сега тука да речеме, ќе направиме вака рамно, за да биде полесно, и да речеме дека оваа доле е за останувачката верига и дека има праймер, има портокалова боја, има ново синтезиран верига, има праймер, има ново синтезира, има праймер, има ново синтезира и така натаму и така натаму. Сега, ДНА полимеразата КЕЦ, и ова сега збориме кај прокариоти, не кај нас, кај нас има други букви, но тоа зборам во видеото на молекуларна биологија, ги отстранува овие праймери, значи праймерите беа RNA секвенции, ги отстранува и ги пополнува. Така, ги отстранува и ги пополнува со ДНА секвенца. А додека лигазата, значи лигаза, ги пополнува празнините помеѓу фрагментите. И на крај се добива нова верига. Сега, некој може да праша од кај знае, значи како што си е вака, се отвара меурчето, така, се отвара друго меурче, сега тука можда ќе се сретне со некој друго, но не е битно. Хеликазата, нели која цело време ја цепе ДНА, од кај знае кога да застане. Така, едноставно има секвенца, и ова е, се збориме кај прокариотите, но има и слични механизми кај еукариотите, има секвенца која ќе ја прочита, едноставно се врзуваат на нејзини туз протеини се врзуваат и го деактивираат процесот и прекинуваат. Сега, нормално дека имам уште многу работи кои може да се збора, значи ова се не е комплексно, ова репликација е многу сложен. Знам, сите процеси во молекуларна биологија се главно сложени и у генетика, бејќи сега збориме у генетика сме, но добро. Сега, можеме овдека и да збориме за како при синтезата на новата верига, колку се прават грешки, како се прават грешки, зошто се прават грешки, како се поправаат грешките, со помош на proofreading,
екзонуклеарна активност кој што имаат некои протеини. Но едноставно тука немаме време за тоа. Сега тука ќе поминам низ една слика. Вие можете да си ја разгледате сликава. Зошто да иде надоле? Не сум ја ставил целата. Еве, сега имаме целата слика. Можете да си ја разгледате, сега не ги спомнав сите овие елементи за гама протеин, тау протеин и така натаму. Но тоа што е важно, уште колку за крај да спомнеме, е дека кога ќе се добие новата ДНА, ќе се добијат две вакви нови ДНИ, така. Сега тие треба да се врзат со хистоните. Така нели имавме хистони кои се намотуваат 1,7 пати, така се намотува околу хистони. Вакако и така натаму. За тоа да се случи потребни се едни протеини наречени еден хроматин асембли фактор потребен и е потребен ПЦНА протеин и едноставно ќе може да се намота ДНА околу хистоните и да образува нуклеозоми. Ова е сега уште не знам дали го спомнав овој термин додека зборев за организација на ДНА во хромозоми. Значи нуклеотид, запамтите што беше од таму не знам пред 2 видеа или пред едно, не знам како ќе ставам видеа поред, но нуклеотид запамтите што е, нуклеозом запамтите што е, односно нуклеозид, а нуклеозом е ова овдека. Значи нуклеозом е ДНА намотано околу хистон. Значи ДНА намотано околу хистон е нуклеозом. Нуклеотид беше азотна база врзана со шеќер, врзана со фосфор, а нуклеозид беше само шеќер и азотна база. Значи нуклеозид, нуклеотид и ова е нуклеозом. Ова зомов ми е катастрофа. Добро, тоа беше се за репликација на ДНА. Нормално многу работи сега сигурно не ви се јасни. Би ве посоветувал да си погледате некои видеа на интернет, има многу убави анимации каде што секој ви се разјасни ова. Ја не можам да ги покажам овдека, иначе би ги покажувал зашто добивам copyright strikes. Но ќе си ги најдете, ќе пишете таму replication of DNA, animation, бла бла бла. И ќе се видите на YouTube убави анимации, се објаснето, ќе видите како идат процесите, ќе се разјасни што е заостанувачка верига, што е водечка верига и така натаму. Ја имам видео каде што пообјаснувам многу подетално за сите работи, но и таму нема анимации, едноставно вака е со цртање. Значи тоа е многу важно, да си видите анимации на интернет или пак многу други слики кои ги има на интернет, на Google, па различни слики, различни примери, па сватете ја сликата и така натаму. Добро, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.